Проектот за решавање на паркинг просторот во централното градско подречје на Кочани, што беше предложен пред 2 години, се уште не е реализиран докрај. Најавите дека со него ќе се намали хаосот и недостатокот од места за паркирање само делумно се остварија. И наплатата за паркинг услуга, што исто така ја планираше општината, по критиките од граѓаните се одложи. Сепак, проблемот со паркирањето и понатаму остана, а на одделни места дури и дополнително е зголемен. За тоа стана збори на последната седница на Советот, на која беше даден и конкретен пример. Според контактите што ги имам со граѓаните, најчесто се искажува мислење дека аголот на паркирање на возила не е соодветен со условите, па така да нема прегледност ни тој што паркира, ни оној другиот со моторно возило. Не се чувствуваат безбедни ни со возила, бидејќи не знаат во кој момент од каде некој ќе излезе од паркингот, ниту пак како пешаци, особено на преминот кај Стопанска банка, немаме никаква прегледност кога возиме автомобил, кога преминува некој на пешачки премин. Локалната власт веќе размислувала за овие забелешки, па дури и се потрудила да најде решение. Ке се стеснуваат дел од тротоарите за да се прошират паркинзите и да се обезбеди поголема прегледност. Кај Стопанска банка потегот ќе го решиме во оваа година со комплетирање на целиот тој триаголник, со пешачката патека пред Стопанска банка, со проширување на тој паркинг и со проширување на паркингот од кружниот ток кој што е па до Домот на културата, заради тоа што таму не го спомнавте и таму исто еден сообраќаен метеж кој што го прават било оние кои што се паркираат, било сега што го воведовме градскиот сообраќај па се поставија знаци за автобуски стојалишта, така да настојуваме, постојано се ангажираме, меѓутоа треба да имате разбирање дека преку ноќ не се решава и за се тоа се потребни средства. Проширувањето на паркинг просторите што го најави Димитровски, општината ќе го реализира главно со пари од програмата за изградба и реконструкција на улиците и локалните патишта. Без коментар остана прашањето за целосно спроведување на проектот за паркирање и дали во иднина се планира наплаќање за услугата.